често се третираат како запуштање на дете или прекачка. Тоа претставува нормативно повторување, а не промена што гарантира поинаква пракса. Постои ризик со ваков пристап да се создаде преседан, кога секој проблем по примената ќе се решава со нов став, наместо со јасни насоки за квалификација и доследна примена. Не е доволна ако не резултира со вистинска промена во праксата. Затоа е необходно јасно да се рефлектира на силната димензија на злоупотребата на сексуално експлицитни материјали, да се избегне разводнување кај делата спрема деца. Најпрво би благодарам за поканата, активно учествуваме во расправање и јавно на предложението по висината на паричната казна. Она што е за поздравување е предложениот член 300 каде што се предвидува одземање на моторно возило за кое што е сторено кривично дело. Поминатото, како практичари знаеме дека се случуваат, за жал, многу сообраќајни незгоди каде што истите фактички моторни возила не се одземаат. Ова е добро законско решение за кое што наистина сметам дека и порано требаше да се размисли да се имплементира нашето кривично законодавство, бидејќи патничкото моторно возило е еднакво опасно орудие за извршување на кривично дело како и сите други опасни орудија кои се употребуваат во извршување на други кривични дела. Главата на кривични дела против безбедноста во сообраќајот каде што беше и уште предвидено можност да се квалификува одредено действие, одредена сообраќајка дека може да биде сторено со умисла. Изменат одредбите, затоа што законот зборува многу често небрежност, меѓутоа умисла тоа не е никако дефинирано, меѓутоа ако има небрежност по аргументот на контрарио се смета дека може умисла, меѓутоа во најголем дел на Македонија 1,5, а за жал во некои делови со 0,6. Ниту еден актуелен кривичен предмет од областа на јавните набавки не се води по овие два основи. Што е ризикот кога вие во овој член ќе ги издвоите само овие два основи за кривично гонење, произлегува дека возможувате декриминализација на сите други облици на злоупотреба во јавните набавки. А тоа е фаворизирање, субјективно постапување, спроведување на јавни набавки со ситуации кога тоа не е реално одраз на потребата на институцијата, реализација на јавните набавки вон одредбите за кои се подпишале двете страни, институцијата или економскиот оператор.